Состојбата во македонското здравство е катастрофална. Неспособноста на власта создаде таков хаос да болниците остануваат без лекари, а пациентите сами со својата мака. Недостигот на специјалисти е огромен проблем кој се повеќе се продлабочува. Клиниката за кардиохирургија е во толку тешка состојба да поради недостиг на стручен кадар во моментот нема кој да оперира. Нема операции, нема нови интервенции, нема надеж. Тоа го признава и актуелниот министер за здравство, но владата на ВМРО-ДПМН нема решение. Граѓаните слушаат само оправдувања. Треба да чекаат лекари од странство привремено да дојдат за да може да се направи операција. Или пак се принудени да одат на приватните клиники, кои за жал за голем дел од нив се недостижни. Ова е срам и голема неправда за сите кои се борат за здравје и живот. Оваа власт секој ден докажува и покажува дека работи само за големите приватни болници, додека здравствениот систем тоне во хаос, а за граѓаните ништо не се прави. Министерот за здравство, наместо за доброто на јавното здравство, болниците, клиниките, здравствените установи, изгледа како да работи само за доброто на приватните болници. Поради ова, состојбата во здравството на секое поле е катастрофална. Ситуацијата со факторите на коагулација е уште еден пример за неспособност и негрижа. Наместо да се обезбеди рекомбинантен фактор 8, тендерот пропадна. Сега се користат плазматски и препарати од 4-та генерација. Трошокот е енормен, а пациентите се оставени да живеат во страв дали воопшто ќе имаат терапија. Овие се тажни приказни на вистински луѓе кои секојдневно живеат во неизвестност поради оваа неспособна власт. Секое одложување, секоја погрешна одлука и секоја пропуштена шанса во здравството значи човечки животи. За овој хаос во здравството мора да има одговорност. Граѓаните заслужуваат здравствен систем кој се грижи за нив и за нивните семејства. Ви благодарам.